Братя и сестри, я можем и без микрофон. Сега се слушаме. Македонскиот народ на 30 септември кажа што мисли за промената на името и за капитулацијата која што се одвива во Република Македонија. Кажа едно големо не, кажа дека сака да си го сочува идентитетот, својата културна посебност и кажа дека не се согласува со политиките кои што се водат во оваа држава. Меѓутоа, корумпираните политички елити, марионетската власт продолжува и понатака на патот на обезличувањето на се што во оваа држава нешто му значило на македонецот. Ние сме тука денеска да подпишеме документ кој што значи дека јасно и гласно постои структура која што вели не, доста е. Доста е од ова малтретирање. Доста е од ова насилничко однесување. Вие знаете дека најголемиот дел од вас денеска тука присутни, дента кога беше подпишан грчкиот договор, излеговме пред собранието на Република Македонија да протестираме и бевме брутално нападнати од полицијата на Заев. Бевме нападнати со хемиски отрови и повеќето од вас имаат последици од тој напад. Нашите човекови права, нашата борба, нашето право да протестираме беа брутално прекинати. Луѓето после тоа беа приведувани и апсени, за да власта вели дека тоа било најнормално попречување на протестирање. И потоа се прашуваме зошто ги нема луѓето? Па ги нема луѓето затоа што ги малтретира, дома им влегуваат. Сега треба да кажеме дека постои структура која што повторно ќе се спротивстави на тоа, структура која што ќе застане заедно со македонскиот народ, структура која што ќе се спротивстави на ова понатамошно обезличување на Република Македонија. Јас им честитам на сите што денеска собраа храброст. Морам да кажам, собраа храброст, затоа што ова здружување буквално се работи и од тајната полиција, и со удбашки методи, и од странски структури, за да не се случи. Година дена нас не попречуваат да се обединиме. Оти само една ваква структура може сериозно да го спречи уништувањето на Република Македонија. Промената на уставното име не е само некоја промена на хартија или во некој небитен документ. Ова што се случува е план тотално да не уништат и да престанеме да постоиме. И ние како структура цела година се соочуваме со обструкции, со луѓе кои што копожем се тука со нас, а работат да направат раздор, да направат поделба, да направат обезличување, да направат да не доаѓаат едни, да не доаѓаат други. И мислам дека затоа треба да се честита на сите што се денеска тука, да им изразам благодарност што се упорни и покрај сите притисоци и покрај сите маневри што се користат против нас, и да кажам дека ова ми дава надеж дека ќе успееме, дека ќе се радуваме на спречување на промената на уставното име и со тоа целиот пакет што доаѓа, дека оваа бројка на луѓе и организации, македонци од државата и од целиот свет, ќе допре до разумот, до умот и до срцето на пратениците кои што чудесно се предомислија во последниот ден и гласа за уставни промени. За да им помогнеме да се предомислат, ќе отидеме до нивните домови, ќе им уручиме барање од нас да се предомислат, демократско барање, ќе им уручиме документ, демократски се разбира, ние ќе се бориме демократски и мислиме дека ќе се предомислат и нема да ја подржат наредната фаза на промената на уставот. Да не должам многу, ќе се гледаме и после денеска, ќе се гледаме на улиците, ќе се гледаме пред собрание, ќе се гледаме пред домовите на
пратениците. Да живее Република Македонија!